Во првата половина од оваа година државата се движеше во одлична економска насока, со што беа надминати нашите предвидувања. Со оглед на економските текови во Европската Унија како наш најголем трговски партнер, се очекува намалување на растот на економијата како резултат на должничката криза во еврозоната, изјави гувернерот Димитар Богов по одржувањето на состанокот на Владиниот економски совет. Констатиравме дека во првата половина македонската економија постигна одлични перформанси. Меѓутоа, во втората половина очекувањата се дека тој раст ќе забави. Највеќе ќе забави поради кризата која што веќе ја зафаќа европската економија, а знаеме дека европските земји се нашиот најголем трговски партнер. Поради тоа очекуваме забавување на економскиот раст во втората половина на годината. Меѓутоа, исто така констатиравме дека кризата која што веќе навлегува во последната и најтешка фаза во европските земји, европската должничка криза, дека ќе има ефекти врз македонската економија. Меѓутоа, македонската економија е добро подготвена, особено банкарскиот сектор, кој што има одлична адекватност на капиталот, одлична ликвидност и поради тоа сметаме дека македонскиот банкарски сектор нема да има директни негативни ефекти. Богов истакна дека сепак е можно проекциите за раст на економијата од 3,5% да останат исти со оглед на тоа што во првата половина од годинава растот е околу 5%. Слични се и предвидувањата на меѓународните финансиски институции. Инаку министерот за финансии Зоран Ставрески истакна дека од 1 јануари започнува мерката за најниска минимална плата, нагласувајќи дека поголемиот број на лица кои што се пријавени на редовен или полн работен однос се над таа граница. Колку за подсетување, владата вчера донесе одлука минималната нето плата да изнесува 8.050 денари, а бруто 12.650 денари.